Добро вечер, мора да е понеделник, бидејќи јас сум Сашо Ордановски, а вие сте редовно со мене во секој понеделник на 1 ТВ, отворено студио, Студио 1. Денеска овие попладневни, приквечерни расправи ќе ги започнеме со дебата околу реформите, потоа негдека ќе се исклучиме околу 15 до 8, за да овозможиме реклами и политичка пропаганда, бидејќи, како што знаете, телевизија 1 ТВ ги доби правата да може да емитува и политичка пропаганда. Во 20 часот ќе бидат редовните информации во дневникот на централен на 1 ТВ, потоа следува емисијата Лица на колешката Анета Кочишки во 21 часот, а јас некаде во 22 часот со една веројатно получасовна 40 минутна дебата ќе го затвориме денот пред да се одјавиме од отвореното студио негдека пред 23 часот вечерва. Така што ако ви се слушаат општествени политички теми и така натаму, на вистинската фреквенција сте. Мојот прв гостин е господинот Александар Цветковски, кој што е председател на невладината организација Актис. Александар инаку не е прв пат во нашево студио, бидејќи Актис е една многу занимлива организација која што е базирана во Прилеп и која што се занимава со години наназад околу следење на реформите, нивното остварување, нивното одвивање и така натаму во Македонија. И ние отприлike на 2-3 месеци се гледаме со Александар за да видиме до каде сме. Добро вечер, Александар, добре дошли во студиото на ЕДТВ. Добро вечер, благодарам за приликата и поздрав до вашите гледачи. Никако не успеваме да развиеме во полна смисла расправа за реформите, бидејќи кога и да се видиме, или сме во некакви референдумски молкови и како кажем кампањи, па потоа следуваат кампањени собранија за да се усвојат некакви важни акти, па доаѓаат председателски избори, па повторно сме оптоварени со тој тип на кампањи и така натаму. Која е вашата оценка во последниот, да речем, година-две, до каде сме со овој цел сет од реформи кои што нешто и остваруваме, а нешто списокот е прилично долг, тоа се оние реформи кои што ги бара Европа од нас, но не само Европа, не ги бараат и граѓаните Македонија, предпоставувам. Реформите ги бара Европа, но многу се поважни за нас како граѓани. Сите, било кои реформи кои се по препораките од Прибе препорачани, ние ги тераме. Значи, започнати се одамна, уште со самото доаѓање на власт на новата влада. Тоа се оние што имаат европско знаменце? Да, што имаат европско знаменце и кои имаат точен начин како ни препорачуваат тие да ги решиме работите. Затоа што ние многу пати сме се реформирали, али ги решаваме работите таман како што не треба. И заради тоа има прецизни препораки и сите се почнати, но одат споро. Тоа е нашата мана на нашето општество, нема досадно време, постојано нешто се случува, таква ни е воопшто политичкото обкружување ни е такво, но веројатно тука има и малку политичка волја, малку лутање и бирање некои најповолни решенија во самите реформи. Значи, не е толку просто да се одбери дали ќе одиме, например, еве со тајните служби, дали ќе одиме тие да ги насочиме контролата кон владата, кон граѓанското општество, кон омбудсманот, кон председателот на државата. Секој решение има своји ризици и своји предности и затоа владата доста луташе, например, за да ги најде тие сите решенија. Предпоставам дека на врвот на сето тоа уште стојат и политичките пазарања, бидејќи во сите реформи има губитници и добитници од реформите, има силни политички интереси и така натаму, и како што гледаме во некои од клучните точки на расправа, мора прво да се испазарат лидерите за да тоа потоа поминува во парламентот. Точно, моделот е поставен со она која требаше да го мениме уставот и сега тој модел многу им се допадна на некој начин, не знам како да кажам, па се стана предмет на пазарење, што не мора да биде. Во принцип е дерогирање на собраниските овластувања, во принцип е дерогирање на граѓаните, бидејќи на крајот на криштата председателите партиите ги представуваат граѓаните на еден начин, но во демократијата парламентарна тие се представени преку собранието. Апсолутно, собранието треба да биде тој, значи, гравитацијското јадро за овие промени, но гледаме дека не е така. Гледаме дека лидерите на политичките партии секогаш се пазарат за да имаат одредено, за да остварат некоја идеја која моментално им се чини најсилна. Добро, ние имавме навистина многу силни поенти со договорот, со Преспанскиот договор, со менувањето на уставот, кој што беше консеквентно, не можевме без тоа, но сепак премногу пазар се направи и што лошо делуваше, например, со општата перцепција на реформите во правосудниот систем.
како да почнуваме реформи, ги менуваме законите за да го подобриме правосудниот систем. Од друга страна имаме уште една амнестија, например, која беше мощна маштабна, не беше таа мала и по број на луѓе и по тежина на дела сторени. И тоа остави голема дамка, разочара многу луѓе кои требаше да бидат носечки сили, но не е само тоа. Гледаме дека имаше и детски болести на демократијата. Точно така се вика и проектот детски болести на демократијата, затоа што ние не сакавме да ги мериме само решенијата, туку сакавме решенијата дали се оптимални, нормално за нашето обкружување. Втора работа, дали се разбирливи за граѓаните. Затоа што тука се јавува еден ефект. Ако нешто му објасниме на граѓаните и тие го разберат, реформите се доста сложени. Тогаш политичарите, ако видат дека тие разбрале, тогаш и тие кочат малку и почнуваат друг некој курс. Значи, тие се кријат заради тоа што се реформите многу тешки за објаснување. И велат, па добро, најголемиот број граѓани нема да сватат, а ние ќе си спакуваме решение што нас ни треба. Кога граѓаните ќе сватат, тие тогаш спакуваат некое сосема друго решение кое му одговара на граѓаните. Александар, вие редовно го мерите пулсот на граѓаните, правите своји циклични анкети и така натаму и главно се реформите во центарот на тие анкети. Не се занимавате со тоа кој ќе победи на овие или на оние избори. Што покажуваат анкетите околу реформскиот капацитет во граѓанскиот, да кажем во јавноста? Затоа што потоа ќе се навратиме на овие изјави на Манчевски така натаму за капацитетот на администрацијата. Но има ли македонската јавност капацитет да спроведе на ниво на јавна поддршка, на ниво на тоа сето се рефлектира по тој во политичкиот систем, има ли желба, волја и капацитет да спроведе тој тип на реформи, да го прифати спроведувањето? Тука е главното прашање. Значи, ако владата сака да вклучи луѓе, а очито дека им треба, затоа што капацитетот ни е низок во Македонија, ова не се работи кампањски, тоа е долгорочен процес. Само да ве подсетам, ние ги едуциравме луѓето уште 2005 година за да влезат во тие европски тела, кога одговоривме на европскиот прашалник. Кога дојде подоцна, кога се смени владата, сите тие луѓе беа набркани. Кога станавме статус на кандидат? Да, по 2006 година сите тие луѓе си заминаја. Европа рече благодарам, си ги зеде сите тие луѓе школувани. Добро, ама еве сега да речеме факт е дека од доаѓањето на оваа власт на СДСМ со коалицијата и така натаму, ние многу малку видовме отпуштање од администрацијата, напротив, администрацијата се дооптовари со 6-7-8 илјади, а и така пред тоа беше гигантска. Па сега повторно излегува Манчевски, надлежниот министер за администрацијата и вели гајте, имаме проблематичен капацитет за спроведување реформи, ќе мора да бараме помош од сите страни. Што е проблемот? Очигледно дека бројноста не е доволен фактор. Централните институции во Скопје немаат голема бројност. Тие се 16.300, 16.400 вкупно луѓе во сите министерства. Каде се крие администрацијата тогаш? Администрацијата тоа се кефови на локалните шерифи секаде кои се прават заради гласови, заради да се додворат, значи на лидерот колку тие многу му служат него и тие вработуваат во некои периферни институции, во некои локални испостави кои не се суштински. Тие немаат ни експертиза, ниту можат многу да му помогнат не на Манчевски, туку и на било кој друг. Утре ќе се јави во Министерство за правда истото, например, истиот проблем. Таа централна администрација не е голема, затоа што таму ако се вработуваат, треба да се вработуваат луѓе со многу повисок капацитет. Па добро, ги имаме ли ние тие луѓе? Имаме, но најмногу се кријат тие во невладините организации. Например, во 2005 година, кога одговаравме на прашањето, неколку невладини организации многу силно се завзедоја и ден денес работат, например, на европски проекти да им помагаат, но тука треба еден систем да направи владата. Значи, не треба само да се дава кампањски што сакаме ние, сега, моментално, нас ни треба. Тоа е долгорочен процес. Прво, тие треба да визионираат, да споделат визија во народот. После тоа треба да му кажат точно кои ставки нив им се потребни, кои кадри, со кои квалификации. Навреме да ги пратат документите кои треба да се гледаат, например, поглавијата. Тоа е еден цел процес за кој треба владата да се грижи. Не се грижат доволно. Од друга страна, неколку пати тоа го дискутирам, дури со лидериве кои што ни биле гости во студијава и така натаму, Мицковски, Заев и така натаму. Не успееме да постигнеме никаков заеднички договор за реформи кои очигледно го надминуваат мандатот на една влада, па дури на две влади.
Јас стално го кажувам примерот со град Скопје. Ние не успеваат партиите во град Скопје на едно прашање на кое што само ќар можат сите да имат ако го решат како што е загадувањето. Не успеваат да се договорат да кажат добро, сега си ти градоначелник, утре ќе дојдам ја, ама ова е визијата. Дали тоа не е проблем, бидејќи овдека се гледа во некаков мандат и тоа кога ќе дојдат изборите се застанува и сите се за власта заинтересирани. Преостра е партиската борба. Значи, кањас партиската борба е да се биде и дали да не се биде. Криминалниот колач, прво е премногу голем во Македонија. Еве како што кажува Светска банка, 13% од сите трошоци државни се непродуктивни. Тоа е 480 милиони евра. Значи, ако е толку голем криминалниот колач кој треба да се заработи, кој може да се подели, да се злоупотреби и така натаму. Да, тогаш најнаш настанува остра политичка борба. Понатаму кај нас можеме да го видиме минатото. Например, Груевски, лидерот на ВМРО ДПМН, сега е бегалец, сега ни се смее од Унгарија. Тој има, значи, своји инсталации овде во Македонија. Понекогаш дури мислам дека тој се уште е лидер на ВМРО ДПМН. Така мене ми се чини. Да. Па после тоа се освестувам и тие се уште имаат таа остра политичка борба, бидејќи многу нешта се ставени на вага. Значи, премногу работи има кои можат да го ја уништат онаа грижа за самата држава. Добро, јас сепак мислам дека нема изговор за сегашната власт, веќе ќе навршат, речеси, 2 години од власт и нема веќе изговор околу тоа какви им се на крајот на криштата тие може да ги променат структурите доколку сака, може своји тимови да направат, веројатно тоа нешто и го прават и така, но очигледно е дека во некои од тие сфери се доцни. Кои се реформите кои што се суштински, а кои што по ваше мислење, по вашите истражувања се оние каде што недоволно испорачуваме резултати? Прво, сосема е точно дека владата нема изговор, затоа што таа има доволно вработени да се ги тера и оние други работи кои се, например, надворешната политика, работата со Бугарија, со Грција и некој да си ја тера работата. Но кања се направени, значи, многу непедантни работи во самите совети за реформи, исфрлени се луѓе кои не им одговараат таму, не е земен онај кремот кој можеше да му помогне. Главно владата направи многу детски болести. Така, значи, многу сипаници доби од сите тие своји потези. Инаку кања мислам дека имаме еден сет од карикатури, јас ја могам режија додека разговараме нешто тој да се заврти, бидејќи вашата организација меѓу другото ги црта проблемите за да ги илустрира што подобро. Некои од тие карикатури ќе ги препознаете, но сите главно се занимаваат повеќе или помалку со ефикасност на бирократија на државниот апарат. Најбитно во целата приказна беа тајните служби, затоа што знаевме како беа злоупотребени роднински во одминатата влада. Како да се направи? Значи, и тоа се само неколку точки. Нема кизне колку голема маштабна работа. Имаме се формира нова агенција за безбедност, значи Национална агенција за безбедност и агенција за разузнавање. Сите тие се во едно тело за координација на безбедносните служби. Тоа е првата работа. Карикатура со која што на безбедносните служби им се одземаат пиштолите, им се даваат компјутери. Точно. Значи, тие ќе бидат се разластуваат од политички овластувања. Од политички овластувања се разластуваат, значи тие не можат со своите легитимации да кажат тие се веќе дечковци и девојки со лаптопи кои немаат никакви полициски овластувања. Тоа не е само кај тајните служби, како УБК што беше. Царинската управа исто, полицијата исто, разузнавањето финансиско, сето тоа се развластува од тие класични полициски овластувања, што беше многу потребно. Втора насока е ако направат злоупотреба во самата служба, тоа да не го решаваат внатрешни комисии, туку да оди тоа до специјалното одделение во јавното обвинителство, имаме формирање и специјален суд кој тоа ќе го суди и нема внатре да си ги решаваат тие работите во полицијата, туку сето тоа автоматски оди и до граѓанската контрола и до јавниот правобранител. Знаеме дека беше тоа неефикасно. Едноставно тој систем секогаш ги заштитуваше своите, да кажам, не промаши ниту еднаш. Сега нема тоа повеќе да се прави со новите, значи, решенија не може да се прави тоа. И беше како лицата кои се по затворите, кои работат, кои можат да направат овластување, да не само да можат, туку да мораат да одговараат и затоа имаме тела. Затоа се менуваат и сите тие закони за ова да го возможат. И сега е прашањето само
кој ќе го има главниот збор. Сега гледаме Знам дека забележувате дека многу од работите се концентрираат во рацете на претседателот на владата. Точно. И тоа е еден и од невладниот сектор, а и од професионални одредени инстанции се забележува дека тоа може да доведе до опасност за повторни злоупотреби. Точно тоа. Значи, на агенцијата директорот го поставува премиерот, владата го поставува на другата агенција, ОТА го поставува собранието, тоа е единствената светла точка, значи ОТА не може да прислушкува, но сите налози судски одат до ОТА. Да. И кој да биде прислушкуван, таму има дека му пуштиле сигнал. Значи има доказ дека му пуштиле сигнал на одредена агенција. Како да се направи независен модел за избор на шефови нови агенции и служби? Бидејќи ние видовме дека кога е во прашање Државната комисија за антикорупција, дека се спроведе еден необично успешен модел, кој што се разбира не е перфектен, меѓутоа гарантира секако една повисока самостојност. Но можно ли е тоа кога е во прашање тој тип на структури кои што се занимаваат со безбедност? Конечно не е ли може би дури исправно да тие имаат и некаква политичка обврска врз себе, значи да одговараат, бидејќи нивната работа има реперкусии кои секако владата ќе мора да ги тангира. Која било влада? Нешто е можно, туку не може поинаку. Да. Затоа што пак ќе паднеме во немилост на или на некој вожд, или едноставно Европска Унија ќе каже вие не сте сериозни, не можеме со вас да разговараме. Од една страна ние треба да обезбедиме информациите да не патуваат како на пазар. Например, замислете, имаме еден неодговорен председател кој може во секое време, како што имаме, така да кажам сега, во секое време може тие информации да ги лиферува, да ги искористува или било што. Тоа нема да го дозволат безбедносните структури. Например, разузнавањето, што ние ќе влеземе во НАТО, ние ќе имаме многу информации кои и нас не се потребни. Не можеме да си играме со тие информации. А од друга страна па можеме да имаме пример на концентрација на моќ која се користи во политички цели. Тоа парламентарните комисии, пред се имаме 4 парламентарни комисии кои можат да ги тресат, да ги контролираат службите. И имаме плюс граѓанска контрола, значи неколку невладини организации кои заедно со парламентарната контрола ќе можат да гледаат што се прави во службите. Мене сепак ме интересира, вие сте невлади, бидејќи ние овдека ни студијава и не само кај нас, туку во сите медиуми се точкаат, да кажем, разни експерти и навистина има експерти кои што говорат на сите овие теми во детали. Оно што вие го работите ми се чини многу интересно, бидејќи вие го гледате тоа, да кажем, со една жабја перспектива. Да. Не со птичја перспектива. Вие сте меѓу народот, ако така може да се каже, меѓу граѓаните и ги чувствувате тие рефлексии точно меѓу граѓаните во нивниот обичен живот, секојдневен и така натаму. Се чувствуваат ли тие дека живеат во држава во која што се прават подготовки за влез во Европска Унија врз основа на реформи? За сега не. За сега не. Тоа ви го покажуваат истражувањата? Тоа истражувањата го покажуваат, тоа го покажуваат однесувањата на експертите кои ние ги контактираме. Ова ве прашувам бидејќи меѓу другото реформите треба да вродат во еден подолгорочен резултат со менување на менталитетот, бидејќи ние немаме само административно професионален проблем, ние имаме и менталитетски проблем. Апсолутно. Тоа е на секоја професија, на наставниците во средно училиште, на професорите на факултет. Тоа секаде мора да влезе. Тоа како златен дожд мора да падне на сите нас. Инаку нема спас, ние не можеме, како всака нека биде законот. Каква е состојбата? Вие доаѓате од Прилеп. Каква е состојбата во Прилеп? На кој начин тоа во Прилеп, например? Има високо разочарување, например, очекуваа луѓето многу повеќе од реформите, дека ќе бидат многу повидливи и многу поефективни. Навистина има премногу премислување како да се земи, кој модел да се земи, да се донесат законите, да се направат оперативни тие тела, тие служби. И од таа гледна точка не гледам дека се граѓаните многу задоволни од она што се прави, замеруваат на таа спорост на спроведување на реформите и дека тие не дошле на ниеден начин се уште до нив. Значи ние мораме од тој висок пиедестал владин многу полесно да ги лиферуваме информациите. Ете ние тоа го правиме на најразлични начини, преку карикатури на пример. Им кажуваме на граѓаните, сакаме граѓаните да знаат, затоа што политичарите тоа го фаќаат со своите анкети. Имаме ли за некоја тема повишена свесност кај граѓаните, тие одма ја менуваат стратегијата.
Знаете, тие никогаш нема да направат она што не сака да слушна граѓаните, затоа што на крајот од краиштата тоа им се мања гласови. Добро знам, ама тоа знае да биде рецепт за катастрофа, бидејќи ако следите само тоа што го сакаат граѓаните, а граѓаните се разбира дека не сакаат болни реформи, а реформите се во принцип понекогаш и болни. Тогаш е тоа практично продолжување на една агонија, мислам, бидејќи Македонија така се наоѓа во една компликувана социјална општествена ситуација во која што луѓето кои ќе им спомнете реформа, некој министер, како беше сега рече, кој ќе му кажете реформа, тој се нафрла. Тој се нафрла, да. Имаше еден друг министер во Советскиот сојуз кој викаше кој ќе се спомне култура варам пиштол. Да. Ние сме дојде до таму да кој ќе се спомне реформа, некој ќе се фати за пиштол. Јас би сакал повеќе Манчевски да се нафрла за реформи, а не од реформи, затоа што таму најмногу каснат реформите ако земиме во јавната администрација. Во вашите согадувања и истражувања има ли некакви, да кажем, поголеми звезди од реформаторите во одредени сектори? Или во сите сектори се чувствува едно забавување и можеби развлекување на работата? Секаде, например, беше референдумот, имавме силно развлекување на работите. Потоа се гласаше уставните измени, пак имавме силно дефокусирање на јавноста. Еве сега да не зборниме за многу битните работи, како што се реформите. Никој нема да говори за реформи. Ќе зборува дали Гога имала јога или рок-н-рол. Стево имал не знам што. Тоа се глупости. Никој дури не им кажува на кандидатите, вие треба да зборувате со она што ви е вас надлежност. Например, во безбедносните служби тие имаат висока надлежност. Во воените служби имаат надлежност. Мислите на председателските кандидати? На председателските кандидати. Ако тие не зборуваат за своите надлежности, зборуваат за некои глупости, кои какви торти правел или па нема смисла, тие треба точно за тоа да зборуваат, а не да пробуваат да им се бендисаат на народот. Значи нека им кажат што утре ќе работат. Добро, на крај да ве прашам, бидејќи мораме и да се исклучуваме, во Македонија постои сериозна шанса овие председателски избори да не успеат, иако се разбира дека сите се трудат и повикуваат на масовност и така натаму. Но сепак заради политичките калкулации можно е вториот круг да не го оствари предвидениот цензус. Тоа значи кога ќе влеземе сакале не сакале во нов изборен круг, а потоа може би уставна криза и повторна политичка криза. Имаме ли ние капацитет завршно да правиме да едноставно државата функционира без разлика што се случува во високата политика? Немаме. Затоа што се сконцентрирани работите, ги сработуваат луѓе кои имаат премногу обврски. Јас верувам дека Зоран Заев има 100 пати повеќе обврски отколку што имаат неговите министри. Министрите имаат 100 пати повеќе обврски отколку што имаат државните секретари. Нема систем на доверба и делегирање на надлежности. Например, зошто би морал лично премиерот да решава некои работи, нека ги делегира на министрите. Министрите нека се работи за стил во раководење или се работи за инсуфициенција на капацитет на администрацијата? За се заедно. Прво стил. Ние имаме татковски стил, кај што тато се знае, па не знае се тато. Дајте му, значи ако ги плаќате десетици илјади луѓе, дајте им надлежности, тие нека работат. Не мора за се да одлучува премиерот или министерот. Ви благодарам, тука ќе застанеме затоа што јас имам исто така обврска кон собствениците на телевизијата да испорачаме и економска програма. Почитуваме гледачи, во 20 часот се вклучуваме во централниот дневник. Ова беше Александар Цветовски. Благодарам за гостувањето во овој дел од програмата. А вие останете со нас за 15 минути, ги почнуваме главните вести на 1 ТВ.